Последни вести денеска, добро вечер. Владата утре ќе се произнесе за извештајот на Европската комисија што беше објавен вчера. Денеска со оценка дека станува збор за досега најлош извештај без напредок во ниту една област, се огласи лидерот на СДСМ Филипче. Според него државата е во целосен застој, а европската перспектива на земјава не само што тапка вместо, туку и се враќа назад. За жал, овој извештај потврди дека државата е во целосен застој, реформите се блокирани, институциите се парализирани, а европскиот пат е сведен на празна реторика без никаква реална содржина. И ако добро се погледне извештајот, пораката од него е јасна. Не постои напредок во ниту една област. Дури и таму кај што има технички активности, нема никакви резултати. Не само што тапкаме во место, туку се враќаме назад. Се согласуваме апсолутно за уставни измени со одложено дејство. Апсолутно. Но што ќе значи тоа? Ќе значи ли дека ќе го отвориме поглавијата? По критиките на лидерот на СДСМ за забелешките во извештајот на Европската комисија, возвратија од ВМРО ДПМН, обвинувајќи го Филипче дека продолжува да го игра бугарското сценарио за Македонија и дека ја понижува сопствената држава. Македонија ќе продолжи со реформите без разлика на диоптријата која е јасна, а тоа е дека извештајот како многупати во минатото и во други земји се користи како дел од политичките условувања, притисоци и динамика на земјата. Но за нас е јасно дека вакви слични извештајчиња ќе продолжат се додека не се најде решение со Бугарија. Но и покрај тој негов аспект, извештајот сметаме дека е одличен и не охрабрува да продолжиме на патот на реформите и го гледаме како патокас на кој треба да се фокусираме во иднина. Сметаме дека е реален, има многу работи кои се заостанати и резултат на проблемите кои ги наследивме, но ќе работиме посветено на реформите и неопходните чекори за просперитет и добробит на земјата и нашите граѓани. Наша цел е членство во ЕУ, се навидува во партиското соопштение од ВМРО ДПМН. Без поголем напредок од претходната година и речиси идентични забелешки како и во претходниот документ од лани. Вака дел од познавачите го оценуваат најновиот извештај за напредокот на земјава од Европската комисија. Според нив, најмногу загрижува немањето никаков напредок во правосудството. Генерално, извештајот не е нешто многу поразлично од изминатите неколку години, па и подолго. Загрижува оценката дека нема напредок во правосудството. Тоа не треба да не изненади со оглед на тоа дека повеќе од година дена говориме за дел од реформскиот пакет на закони кои што се дел од реформската агенда во правосудството, меѓутоа тие се уште не се донесени и доста слабо е оценета исто така борбата за корупцијата, борбата против корупцијата. Не можам да кажам дека овој извештај е нешто одскокнува во плюс или во минус од претходните извештаи, особено во последните неколку години. Очигледно е дека се издвојуваат Црна Гора и Албанија, би рекол технички коректно, но се издвојуваат и од страна на Европската Унија и од незините представници и Украина и Молдавија, би рекол повеќе политички. Ние сме на ниво со негдека групата со Србија. 16 приговори досега се поднесени во ДИК за гласањето во вториот круг од локалните избори. 4 се за првеница, поднесени од кандидатот на Влен, Хаким Рамадани, кој веднаш по изборите беше разрешен од Државниот инспекторат за локална самоуправа, а 2 приговора се поднесени за Карпош од коалицијата на Стефчо Јакимовски. Државната изборна комисија добила 16 приговори за постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од вториот круг од локалните избори. Хаким Рамадани, кој беше поддржан од Вреди, поднел приговори за сумирање и утврдување на резултатите во 4 избирачки места од Брвеница, каде победи неговиот против кандидат Јовица Илиевски, поддржан од ВМРО ДПМН со 4374 гласа или 150 повеќе од Рамадани кој освои 4224 гласа.
гласа. Најмногу приговори досега или 10 има поднесено коалицијата Твоја Македонија. Сите се за избирачки места во Шуто Оризари. Во оваа општина во вториот круг победа издвои Курто Дудуш од Унијата на ромите, од каде исто така имаат поднесено приговори за 3 гласачки места. Дудуш победи со 3894 гласа или 488 повеќе од неговиот противник Ерџан Демир, кој беше поддржан од коалицијата на ВМРО ДПМН и кој освои 3406 гласа. Два приговори за гласањето за 2 избирачки места во општина Карпош поднела коалицијата Искуство за успех, која го поддржуваше Стефчо Акимовски. Во Карпош победи кандидатот поддржан од ВМРО ДПМН Сотир Лукровски, кој освои 13512 гласа, наспроти Акимовски кој освои 1134 помалку или 12378 гласа. Од Државната изборна комисија велат дека седницата на која ќе одлучуваат за приговорите треба да се одржи утре. Државната изборна комисија е должна во рок од 72 часа по приемот на приговорите да донесе одлука. Против одлуката на Државната изборна комисија, подносителот на приговорот има право да поднесе тужба до управен суд и тоа во рок од 24 часа по прием на решението за приговорот. Додека управниот суд пак во рок од 48 часа по приемот на тужбата одлучува во однос на доставената тужба. По објавувањето на конечните резултати од локалните избори, ќе започне да тече и рокот од 60 дена, во кој треба да започне новата изборна постапка за општините Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово, каде на гласањето во првиот круг не беше постигнат цензусот од најмалку 1/3 излезаност. Реагенси за тумор маркери на онкологија нема, но пациентите можат да направат испитувања на клиниката за биохемија, вели министерот за здравство Алију. Решението за честиот недостиг на тумор маркери Алију го гледа во измени на законот. Од клиниката за онкологија пак тврдат дека во моментот ги имаат сите лекови за онколошките пациенти, иако дел од нив велат дека дел од терапијата не достигала. Веќе неколку месеци нема тумор маркери на онкологија, а пациентите со канцер се праќаат крвна анализа да направат во други лаборатории, како што е клиничка биохемија. Таму дел од пациентите велат дека за испитувањата кои се клучни за да се добие одговор за ефикасноста на терапијата и контрола на болеста им било наплатено, бидејќи во упатот не им била наведена шифра која ги ослободува од наплата болните од канцер. Министерот за здравство Азир Алију вели дека со измена на закони во еднина ќе се надминат проблемите со недостатоците на реагенси за тумор маркери. За жал, заради исто така законски пречки, знаете дека ако една процедура закасни, вие законски не смеете да отворите друга или да убрзате. И затоа еден од законите во овие 12 закони што ги менуваме, ги адаптираме, едно од прашањата кое што ќе го решиме е буквално ова. Пациенти на онкологија кои сакаат да останат анонимни, за Канал 5 велат дека не е реткост меѓу себе преку карго од град до град да си праќаат еден на друг од таблетите кои ги имаат на залиха за да се покријат со терапија и за да си помогнат во деновите кога ги нема. Последно, пациенти немаат таксол и цисплатин, а од Сдруженијето Хема Онко сметаат дека овој проблем може да се надмине само ако се набавува поголема количина на лекови за подолг временски период. Еве оваа година имавме зголемен буџет, меѓутоа повторно се соочуваме со некакви гапови во набавките. Мора да се промени начинот на кој што се набавува терапијата за овие клиники во Македонија. Директорот на онкологија Игор Стојковски за Канал 5 вели дека во моментов сите лекови се достапни на клиниката, а за тоа дека од време на време нема дел од терапиите, вината ја бара кај добавувачите. Во однос на лековите, сега во моментот имаме се, но има некогаш доцнење поради добавувачите. Точно е дека нема тумор маркери, но очекувам ако пак нема проблеми со тендерот, набрзо да имаме реагенси. Не сметам дека е проблем, бидејќи пациентите можат во околу 40 лаборатории што работат со ФЗО да направат анализа. Пациентите потврдуваат дека на онкологија подобро функционира мој терминот претходно и има делумно намалување на гужвите, но алармираат дека долго се чека за читање на резултатите од PET scan снимањата, зашто властите најавуваат дека поради недостаток на доктори ќе договараат лекари од странство да ги прегледуваат снимките, што досега не е реализирано.
Поранешниот ВД директор на Скопското јавно предпријатие Комунална хигиена Сабахадин Рустеми и управителот за отпад Аки Саити остануваат во затворски притвор. Кривичниот совет на Основниот кривичен суд Скопје ги одбил жалбите на нивните одбрани и ја потврдил мерката притвор за двајцата осомничени поради опасност од влијание врз сведоци и можност за повторување на делото. На 28 октомври првостепениот суд го прифати предлогот на обвинителството и им одреди по 30 дена притвор на Рустеми и Саити, пошто нивните адвокати поднесоа жалби, кои сега се одбиени. Одбраната има можност да поднесе нова жалба пред апелацискиот суд. Обвинителството ги гони Рустеми и Саити за кривичното дело за загрозување на животната средина и природата со отпад. Тоа беше се. Пријатна вечер.